Соединенията кои имаат тривијални имиња, поврзани со Македонија, се многу ретки. Некој можеби знае за македонит, минералот македонит, но малку веројатно дека веќе имате слушнато за соединение наречено мацедониково, односно македонска киселина. Пред да дојдам до ова киселина, ова соединение, ќе прашам едно прашање. Дали некој сте слушнали за ликорис? Ликорис, исто така наречен сладунец или сладок корен, е билка од која што може да се направи чај, но исто се користи за производство на различни видови гумени бомбони и други производи. Користот сладунецот, според порталот IDVD, може да се користи и како стимулант, но според кинеската традиционална медицина, ова хербално средство може да се користи против различни видови на воспаление. Од сладунецот најважен дел е коренот, од кој што се прави екстрактот на сладунец, искористен во прехранбената индустрија. Но тука останува едно прашање. Од каде доаѓа сладкиот вкус на сладунецот? Сладкиот вкус на сладунецот или на сладунецот кој што најчесто го пиеме доаѓа од соединението наречено глицеризин. Глицеризинот има огромно значење за прехранбената индустрија, каде што се користи често како алтернативен за сладувач. Не секој растение дава глицеризин и тоа е покажано пред едно 15 на години, каде што одредени растенија, како например од сладунец, како глицериза macedоnica, глицериза есхината или палидифора, не даваат глицеризин, но даваат македонозоид С. Македонозоид С се наоѓа во екстрактот на сладунец и со хидролиза, како што е извршено од страна Киријалов многу порано, во 1963 година се изолира соединението македонска, односно мацедоникова киселина. Мацедониковата киселина е тритерпеноид, тука е незината структурна формула и овдека е прикажана незината структура како оптимизирана во вода. Доколку се интересирате да дознаете повеќе за македонската киселина, прочитајте статијата во Емитер. И сега, дали има некој за чај сладунец? Пријатно, чао!